ni u neposredna blizina na sigurno povećan Gvozdarca, znači stanova zbor za Mustafa Paša. Na ovoj prekrasan vjerski objekt, фасадата и тамбурот иде целосно уништено. Говорим че исто така 50 битови земјотре се подигнаа на Како се разбира, искачувањето до терасата на овој објект, како што гледате, значи, се одвива по така наречен еден зиден тунел, така би го рекол. Стани во збор за, како што може да видите од самиот начин, ова веќе се прави правните струите, немаме она специфична калибрација која некој се обврти на на султаните баат втори. изградена На терепето се потресен со орнамент. Audio Jungle. Станува збор за, како што може да видите од самиот надпис, Хатунчук џамија. Бидејќи се наоѓаме надвор, можеме веднаш да започнеме со краток опис на деталите околу нејзината градба. Како и повеќето џамии, така и тука забележуваме дека повеќето се изградени од лесан добро вработен камен. Ова се разбира малку градба која што подоцна била направена со нејзино реновирање. За жал денес не постојат многу податоци за постоењето на ова џамија, колку што барем ние успеавме да најдеме, меѓутоа сепак желбата да ја презентираме и ова џамија беше поголема. Се надевам дека во подогледно време ќе имаме можност малце и подетално да се запознаеме со овој верски објект, доколку се разбира дојдеме до оние потребни податоци. Ова џамија се наоѓа во близина на Јахја Пашината џамија или Фај Течето. Овој споменик на културата датира од 16-тиот век. Нејзиното вака знаме датира од 1511 година, што докажува дека џамијата била изградена пред посочената дата. Се наоѓаме во внатрешниот дел на оваа џамија.
Од самиот дел може да се види дека овој верски објект, според материјалот од кој што е градена, дека претрпела доста големи промени. Во предниот дел на џамијата се повеќе доминантна е дрвената конструкција, додека внатрешниот дел изобилува со купола и доминантни се кафеавата боја, белата и зелената. Значи тие три бои се доминантни во овој објект. Она што можеби овој објект го прави поразличен од другите, ја немаме она специфична калиграфија која доминира по зидовите на овој верски објект. Михработ, мимберот е тука, значи исто и така и тие при самото реновирање било водено да ја задржат автентичноста во рамките на тогашните можности. Веднаш од предниот дел од влезот на ова џамија се наоѓа мини тераса, на која што може да прими простор кој што може да прими неколку верници. Она што е важно за ова џамија е да се може да се напомене тоа дека истата е активна. Значи секојдневно се врши намаз, значи се извршуваат 5 дневните намази и се разбира и другите оние свечености како Курбан Бајрам, Рамазан Бајрам и се разбира други свечености кои што се поврзани со исламот. Меѓутоа, она што нас понатаму може посебно да не исполне со информација околу историјатот на ова џамија. За жал, поради надворешната буча, не бевме во можност, меѓутоа сепак ќе се обидеме да прикажеме надворешниот дел. Се одлучивме малку повеќе за историјата на овој век да се запознаеме толку од надворешниот дел на овој објект. Историски гледано, за жал, не можевме да најдеме некои детали, нешто повеќе информации околу постоењето градбата на ова џамија. Сепак, како што рековме во самиот вовед, како што велат, иншалла, во доследно време можеби ќе успееме да добиеме некоја информација, па ќе видиме во можност малце и повеќе да се запознаеме со овај верски објект. Меѓутоа, сепак, жабата предначеше да дојдеме тука и барем да прикажеме детал од овој верски објект. Сепак, значи, како што реков пред малку, жабата предначеше за тоа да ви опишеме, да ви прикажеме барем преку слика како изгледа овој верски објект. Ова џамија се наоѓа во близина на Јахја Пашината џамија и Рифај течето. Овој споменик на културата датира од 16 век. Незиното вакав намен датира од 1511 година, што покажува дека џамијата била изградена пред посочената дата. Градителка на џамијата била Хани Хатун, една од ќерките на Јахја Паша. Називот на џамијата Хатунџук значи мала господја, дама, господица. Мало под називот Хатунџук се среќава меѓу скопските мала уште во 1544 година. Хатунџук џамијата многу настрадала во земјотресот во 1963 година. Џамијата има одредени вредности и представува споменик на културата. Била градена на начин применет кај постарите османлиски градби со прецизно поставени редови на добро обработен камен и тула.
Своевремено била изградена како куполен објект со убаво обработени детали како дрвените крила од влезот, капаците на прозорците и друга. Значи, историјата сепак успеала да ги задржи информациите како претходно изгледала оваа џамија пред земјотресот во 1963 година и врз основа на тие информации и податоци со кои што располагале во архивот, успеале овој верски објект да ја направат, ако не барем како што тврдеа надлежните на овој верски објект, барем 90% да биде автентичен со оној објект кој што функционирал и постојал пред да биде разгорнат или оштетен во 1963 година, земјотресот кој што го зафати нашиот главен град Скопје. Повеќето веќе функционираат, како што реков пред малку, и ова џамија е активна и тука се извршува сите 5-дневни намази. Она што навистина е важно, еве за колку за крај во представувањето на овој верски објект, е тоа што, значи, како што рековме, ова џамија е активна и она што е интересно за истиот е тоа што тука истата се посетува, значи се врши верска настава, посетуваат талебиња. Ова веќе имавме можност малце да го забележиме од оваа табла, каде што малите генерации на деца кои посетуваат ваква верска настава имаат можност малку одблиску да се запознаат со значењата и вредноста на исламот како вера.